од катастарската општина Оровник, каде што како собственик на регистрираните парцели се појавува, фигурира Република Македонија. Во него се регистрирани парцели што во 2009 година се експроприирани од страна на државата, односно откупени се од собствениците на нивите за потребите на аеродромот. Тоа е направено во периодот непосредно пред потпишувањето на договорот за концесија помеѓу владата и концесионерот на македонските аеродроми. При тоа, државата зеде опфрска дека на источната страна од аеродромскиот комплекс во Охрид, непосредно пред пристанишната зграда и контролната кула, ќе го експроприира земјиштето од приватните собственици, за да му го предаде на користење на концесионерот за изградба на нов паркинг простор за моторни возила. Се работеше за десетина парцели на северната страна од пристапниот пат кон аеродромот, каде што се изгради новиот паркинг. На скицава, тоа е овој простор овде, означен со портокалова боја, каде што е предвиден паркинг. Но на имотниот лист покрај наведените парцели фигурираат и 5 парцели со вкупна површина од околу 10.000 метри квадратни, кои немаат никаква врска со споменатиот простор. Тоа се парцели што се наоѓаат на спротивната, јужната страна од аеродромскиот комплекс кон крајот на пистата во непосредна близина на брегот на езерото. Овие 5 парцели се на оддалеченост поголема од 1 километар од парцелите што требаше да бидат експроприирани. Некои од нив се наоѓаат на поголемо растојание од 200 метри од периметарската ограда на аеродромскиот комплекс, што значи дека немале никакво значење за процесот на експроприација. Сепак, поради лични и партиски интереси, сосема непотребно извршена експроприација на овие 5 парцели. На скицата обележани со жолта боја и на собствениците им се изплатени по цена од 1000 денари од метар квадратен. Значи, за земјиште со никаква пазарна вредност, кое немало никаква врска со процесот на експроприација, со оглед на неговата местоположба, надлежните институции од ДПМНЕ на собствениците на овие 5 парцели само поради нивната близкост и поврзано со нив им ја купиле земјата во вкупна вредност од околу 10 милиони денари. Значи, за една фиктивна и сосем непотребна експроприација, за земјиште кое нема никаква пазарна вредност, државата исплатила 10 милиони денари. И тоа народни пари, само за да задоволи одредени лични и ситно партиски интереси. На тој начин со селективна примена на законските прописи, сите останати собственици на парцелите во околината се ставени во неравноправна и подредена положба. Со ова само уште една се потврдува принципот на владење на ДПМНЕ. Надлежните институции се грижат само и исклучиво за интересите на одреден број привилегирани партиски војници, роднини, пријатели, не водејќи никаква сметка за останатите граѓани, како и сите, барем формално, иако сите барем формално сме еднакви пред законите на оваа држава. Некој прашање? Не.